Добар ден и добро дојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Каква трка, луѓе мои! Феноменална, непредвидлива до самиот крај, полна со инциденти, рестарти и со најмалку очекуваниот победник Пиер Гасли. Секоја чест за Пиер Гасли и Алфа Таури се најде на вистинското место во вистинското време. Еден карамбол на настани кој доведе да се најде на првата позиција и извозе шампионски, би рекол, одолја на нападите на Карлос Сајнц од Мекларен и успеа да ја освои својата прва победа во кариерата, прва победа за Алфа Таури како тим под тоа име, или прва победа за истиот тим кој претходно беше скудерија Торо Росо по пауза од последната победа која тогаш Себастијан Фетел како млад ја освои со скудерија Торо Росо на истата патека во Монца. Ако не може Ферари да ги израдува италијанските навивачи, Алфа Таури и Пиер Гасли можат. Одличен резултат за Карлос Сајнц, искрено ми е криво, сакав да го видам Мекларен повторно на врвот. Чекаме за нова победа на Мекларен од 2012 година, меѓутоа, како што напомена и коментаторите, кого да одбереме во овој случај, дали Гасли или Сајнц, seедно ќе беше одличен резултат. Ленс Строл со тимот на Racing Point го комплетира подиумот, една тројка, млада тројка на млади надежни возачи кои нивното време допрва доаѓа, ги нема вообичаените осомничени Луис Хамилтон, Валтери Ботас и Макс Верстапен. Меѓутоа, ајде како и секогаш да направиме мал осврт, една кратка анализа, еден краток осврт на целата трка. Добар старт за Луис Хамилтон, буквално не погледна наназад, меѓутоа агресивен старт на двата Мекларена. Карлос Сајнц веднаш го престигна Валтери Ботас и Ландо Норис успеа да го престигне Ландо Норис после вторите свиоци во самиот прв круг. Очајно лош старт за Валтери Ботас. Мерцедес не заслужува возач со ваков болид, не заслужува возач како Валтери Ботас. Да, Валтери Ботас одлично се игра својата улога на тимски колега, би рекол најдобро што некој е глумел таа улога, дури подобро од Рубенс Баричело и од Фелипе Маса, би рекол, која беа втори возачи во Ферари. Меѓутоа, Валтери Ботас, кој ја искрено во некои разговори помеѓу моите пријатели кои заедно следиме Формула 1, дури го бранев од почетокот на сезоната, како упорно кажав дека има брзина, дека има талент, дека он може, всушност сите шанси кои му се дадени буквално потврлува. Му фали многу малку брзина, тоа е јасно, меѓутоа му фалат и некои одлучни постапки во некои клучни моменти. И повторно, кога сега Хамилтон беше казнет како неговиот тим направи грешка, како повика во питот, иако тука ситуацијата беше нејасна, видовме дека имаше жолти знамени развеани, онаа ознака за безбедносно возило, меѓутоа практично питленот не беше означен со црвено светло, влезе Луис Хамилтон, влезе Антонио Джиовинаци, ги променија своите пневматици, додека сите останати продолжија на патеката, потоа заработија 10 секунди стопен гол казна и Луис Хамилтон со казна од последно место завршува 8, односно 7, се извинувам, само 10 секунди за Валтери Ботас. И како да ги одмериме перформансите на Валтери Ботас? Меѓутоа, не се држуваме на Мерцедес. Рековме Пиер Гасли, фантастична победа за Алфа Таури, Мекларен со Карлос Сајнц втори, Ленс Строл, Racing Point, Мерцедес, Ландон Норис по феноменалниот старт, некако потоа во рестартот мака мачеше, веднаш падна некои 3 до 4 секунди зад Ландон Норис, можеби неговиот сет на плематици не беше најдобро сочуван за тој рестарт на трката. Кими Реконен позитивно ме изненадува до сам крај, одличен беше во рестартот, на ниту еден од возачите кои го поминуваа, кои го пристигнуваа, не им даде лесен пас, што се вели. Разочарување на денот покрај Ферари, да не ги спомнувам на ова Гран При на Монца, за жал Фетел му откажа со перачките, Чарлз Леклерк со една аматерска грешка во параболика излета и го разби заштитниот зид. Валтери Ботас за очарување на денот, 5-та позиција, би рекол, со тој Мерцедес, од таа доминација. Даниел Рикјардо, Рено, 6-ти, Луис Хамилтон, подолгиот пат, 7-ми, Естебан Окон, 8-ми, уште еден добар ден за Рено. Даниел Квиат со Алфа Таури, двата болида во бодови за Алфа Таури денеска, 9-ти, и Серхио Перез ја заокружува првата десетка.
Видовме онаа промена која настана од страна на FIA со изменување на модовите, оние модови кои се користат за во трка. Видовме дека сега задолжително болидот со кој мод ќе се квалификува, со кое подесување на моторната единица, така треба и да биде управуван во самата трка. Видовме дека недостасуваат дуели, бидејќи возачите немаат слободата да ги коригираат своите модови за време на возењето и во различен период да наметнуваат, што се поставува прашањето дали беше ова вистинска одлука, иако сега е повеќе до возачите да си овозможат самите себе си прилика да направат престигнување. Можеби ова малку ги приближува сите перформанси кон средина и дава повеќе шанса водачот да се искаже колку е тој добар, да ја направи таа разлика во време, да ги најде десетинките во секој круг, наместо тоа да го направи моторот кој во одредени моменти со одредени подесување може да извади екстра 50-60 коњски сили. Се на се една луда трка. Испуштив да кажам дека всушност механичкиот проблем кој го имаше Кейн Магнусен го предизвика тој карамбол прво со безбедносно возило, па рестарт на трката, откако се повлече безбедносно возило, па излетувањето на Чарлс Леклерк, па црвено знаме, што беше сосема логичен пристап, бидејќи заштитната ограда беше оштетена. Сите болиди ги сменија пневматиците. Куриозитет е да се напомене дека Ленс Строл не влезе во пит, заврши трка во наводници без да влезе во пит, бидејќи со рестартот на трката тоа задолжително правило од еден питстоп за него не важи. Што да кажам, повеќе ни требаат вакви трки. Досадено ни е да ги гледаме едните исти тројца како се надпреваруваат. Red Bull нетипично спор. Денеска Макс Верстапен исто се повлече од трката со проблеми во 25-тиот круг, односно 31-тиот круг, се извинувам. Се на се ги очекувам вашите импресии во коментарите на ова видео, ги очекувам вашето мислење за Валтери Ботас, дали Мерцедес заслужува втор возач како Валтери Ботас, Луис Хамилтон заслужува, бидејќи добро му го чува грбот, но дали Мерцедес заслужува како доминантен тим веќе 7 години, еден водач кој не може да се справи со Луис Хамилтон, кој секоја шанса која ја има, ја испушта шансата да драстично капитализира. Денеска требаше да победи за да се вметне во борба за шампионска титула, а не да заврши пети. Иако околностите не беа негова страна, меѓутоа два лоши старта, два пати очен почеток, лошо менаџирање на пневматиците, немозност да се престигне, одлична одбрана на Ландо Норис, мора да се напомене Макларен, за мене заедно со Саинц и Пиер Гасли, водач на денот. Да не довлекувам многу, феноменална трка, дај Боже да е секоја недела вака, мислам дека не би знаеле каде се свртиме. Ви благодарам како и секоја што го следите каналот Формула на македонски, лайк, шер, не заборавајте да кликнете subscribe, тоа навистина му помага на каналот да биде препознаен, да ги предложува овие видеа, оваква содржина која е на Формула на македонски на YouTube и се гледаме следниот викенд за големата награда на Тоскана, повторно во Италија. Поздрав!